Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 1 час и 44 минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Пред да ви го најавам гостинот на вечерта, стисните лайк, стисните subscribe, за да можете да ги добиете сите информации поврзани со емисијата во Центар. Ако сакате политички анализи, станете мембар на емисијата во Центар. Требаше да биде прв псејо-албанец за премиер. Тој е победник од албанска страна на изборите 2020 година. Играч кој е 33-34 години на македонската политичка сцена. Во овој интервју ќе кажем ексклузивни работи. Како се крие Али Ахмети, како е донесен во Република Македонија, како Николо Груевски ја напушта Република Македонија, конфликтот во Дуи, тајните средби Али Ахмети со Христијан Мицкоски, тајните операции за враќање на Николо Груевски назад во Република Македонија. Насер Зибери, 1 час 42 минути интервју. Останете со нас, нема да се жалите. Добро вечер, Насер Зибери. Не сте биле 2 години во емисијата во Центар. Како сте? Прво ви благодарам за можноста да поразговараме. Разговорите у вашата емисија секогаш се многу интересни и предизвик за соговорникот. И кажуваме работи кои подосна се остваруваат најчесто. Во еден голем дел, преку 90% се остваруваат и работи кои ги кажуваме. Псејо-албанец за премиер. Вие сте, нели? Вие го персонифицирате. И како велат, не за кого е речено, туку за кого е печено, не за Насер Зибери, туку за Талат Џафери. Кој е автор на таа стратегија? Бидејќи тоа остана необјаснето, тоа остана некажано. Имаше распишано избори, поради короната се пролонгирате избори, во тие неколку месеци Дуја смени својата стратегија, отиде на избори со кампања Албанец за премиер. Кој е автор на таа кампања? Детали не се осмелувам да кажувам, зашто не сум убеден дека ги знам целосно. Но убеден сум дека Али Ахмети е лицето кое ги протежираше идеите за крупните прашања, една од кои е и премиер албанец. Впрочем, тоа им беше и една од конгресните определби пред изборите, дека Дуи веќе полека ги има исцрпено сите ресурси за да понуди нешто ново кај албанците и дека како неосвоен врв во овој политички релиеф е местото премиер. Тога се говореше дека има израелска фирма, па дека Дейвид Стивенсон, кој беше во дел на шарена револуција, учествувал во кампања на Дуи, бидејќи беше модерна кампања, беше сосема поинеко осмислена, многу поразлично од кампањите на Дуи во изминатот, па и поразлично од кампањите на Дуи на кои всушност требаше се оди на изборите ако се одржа пред короната или пред да почне короната. Таа екипа беше ангажирана за стратегија на водење на кампањи. Израелската, двајца беа таму и уште еден кој, ако не грешам, беше од Англија, ама вклучен во нивната екипа. Израелците тогаш водеа кампања и на Александар Вучич, ако не се лажам. Израелска екипа му ја водеше кампањата, иста екипа со Александар Вучич и Дуи што ја водеше кампањата или некоја различна? Не сум сигурен дали е таа екипа. Јас заради улогата што имав дневно се среќавав со нив. Знам дека беа навистина способни да водат кампања, знаат критични точки каде треба да се внимава, простор каде треба да се напаѓа, кога треба да се повлечеш и така натаму. Тоа беа последните избори кај што Дуи не грешеше во кампања. И мислам дека добро го изведува тоа. А идејата, ви велам, е многу од поодамна, од самите избори, но да не заборавиме дека доста од платформите и предизборни и конгресни Дуи не ги правеше сам. Секогаш имало екипи ангажирани од надвор. Дали тоа се британци, дали тоа се американци, дали се тоа израелци, ама во главном од овие три земји
потекнуваат луѓе кои Тие екипи, како велите израелци, британци, американци, со акцент на британци, вас ви организират и први средби со Али Ахмети кога се во Призрен. Или ние сме разговарали еднаш-два пати на таа тема, секој со мала резерва дали е сега време тоа да се каже, дали е сега време тоа да се отвори и така натаму. Но вие сте во две клучни фази за Али Ахмети, Албанец за премиер Насер Зибери, без разлика дали претходно било понудено на еден или 20 други го одбиле. Насер Зибери е играчот кој Али Ахмети го избира 2020 година, кога е стани падни. Ако Заев победеше со неговата стратегија, тогаш веројатно ќе беше пуштан Али Ахмети уште пред Мицкоски низ вода. И втората е 2001 година, која група на политичари, тогаш на чело на ПДП, најсилната политичка партија, имате една или неколку средби со Али Ахмети кога тој пред да дојде во Шиповица, кога е во куќа, две во Призрен. Во Призрен. Осем другите покасно во Шипковица, но додека беше во Призрен, две средби имавме. И како се организирани тие средби од американци, британци и израелци или доминантно британци? Спонзорирани од британци, од надворешни структури преку локален став на Косово, кои знаат точно каде се наоѓа, како може да се стигне и така натаму. Политичко или милитарно-војничко ниво е тој локален став? Комбинирано. Комбинирано. Комбинирано од Косово, се разбира. Јас мора да кажам дека идејата да се сретнеме беше негова. На Али Ахмети. На Ахмети, кој во тоа време беше формално лице под истрага на НАТО, која го бараше, а всушност го криеше. Во Призрен. Тие се изјавите на лордот Робертсон. Да, во јавноста. Дека се тие не се терористи, туку дека се со нив треба брутално да се пресметат државата и така натаму. И идејата, предпоставувам, иако не сум разговарал на таа тема, била да он воспостави линк со политичките структури, со представниците на албанците во собрание, во влада тука, за да може да го опипа пулсот кај политичката структура на албанците за тоа што се случува. Дали ќе добие поддршка, дали ќе бидеме спремни после да се вклучиме. Ова е многу рана фаза, уште пред да почне преговорите. Да, преговорите. Значи војна има нешто почната. Тој раководи, значи од Призрен, од Призрен под контрола на меѓународниот фактор кој го бара, а всушност го крие. И се оствари таа средба. На таа средба бевме јас, покојниот Абдураман Алити и Смет Рамадани. Вие тројца бевте? Да, ние тројца бевме. Не беше тогаш председател, не беше председател на ПДП Не. Први се сретнавме и отспивме една вечер во Приштина кај Чеку после стана, тогаш беше на генералштабот. Беше на... А после стана и премиер на Косово. На Косовскиот заштитен корпус, нели, како го дефинира, беше началник на Агим Чеко, началник на генералштаб. Подосне премиер на Косовско. Разговаравме со него таа вечер. Ке него спиете дома? Да, во неговиот стан. И разговаравме. Хрватски, условно речено хрватски генерал кој е доеден во Косово, нели, и го прави Косовскиот заштитен корпус. КЗЦ. Да, после утре дента луѓе негови, затоа велам таа структура беше и политичка и воена на Косово, која го организираше техничкиот дел на спроведување и организирање. И утре дента стигнавме на местото каде што се наоѓаше господин. Гзимо Стрени е началник, нели, на генералштабот. На учека и така натаму, беше, нели, втор човек во Косовскиот заштитен корпус. Во еден период и прв човек на Косовскиот заштитен корпус. Меѓутоа на средбите, на двете средби, Али Ахмети беше сам. Сам. Не дозволуваше присуства на ниеден друг. Недоверлив е или така му е задачата дадена? Да. Нас не одведоа до местото, ние влеговме внатре и внатре само оне.
Добро, на се. Овие обвинувања Лјупчо Георгиевски, Маријан Ѓорчев, нели, таа една екипа Ваморовска која беше дел на власта, подосна вие сте и дел на таа влада, широка влада 2001 која се прави. Тие во низа на интервјуа и употребот тезата или формулацијата дека војната е увезена од Косово, дека не е домашна, дека не е домицилна, дека ако Косово е протекторат на меѓународната заедница, на меѓународниот фактор, дека всушност меѓународниот фактор преку во наводници протекторатот направил војна или агресија војна на независна држава како што е Република Македонија, членка на Обединетите нации. Ова што вие го кажувате, всушност им дава потврда на тие нивни тези и ставови. Јас мислам дека меѓународната заедница беше свесна дека состојбата во Македонија е неодржлива таква каква што беше до 2001. Дека албанците чекаат момент кога не само политички, туку и преку протести, преку вооружен конфликт ќе се обидат да ја сменат таа ситуација. И мислам дека меѓународниот фактор преку овие структури на Али Ахмети и други ја пресретна таа ситуација да се влоши состојбата во Македонија. Значи, и без Али Ахмети очекува дека ќе има војна? Да, дека Македонија не може понатака да продолжи со тој начин на владење само со албанците. каптажата се прави, значи изворот постои, Али Ахмети само треба да го им бил да го дозира. Најприфатлив бидејќи го познавале, бидејќи бил изверзиран пред тоа на Косово. Бил во диаспора во Швајцарија. Бил во контакт со тие структури. НАТО структури и други структури. Така да тоа им било многу лесно изводливо. Затоа во првиот И човекот доверба, бидејќи еднаш бил проверен, тестиран. Значи поминат. Да. Низ филтрите, низ... За да не се остави во Македонија матна ситуација, да не се знае како ќе се одвиваат состојбите, ова сепак им бил некоја водилка како може да се изведи целата операција. Се говореше за други први луѓе или фронтмени на процесите, дали од Урошевац или Феризај, дали од некои други градови, стари структури на УЧК, кои биле главни тука во Република Македонија, одеднаш излегу Али Ахмети од Призрен го носат во Шипковица, го појавуваат нели со она книга што ја чита, фотографијата се објавува на еден телевизија и веќе почнува процес на негово политичко факторизирање, војничко и подосна политичко факторизирање. Што на тие средби разговарате вие со Али Ахмети? Разговаравме за состојбата, кризата во која се најдовме, дали е спремно населението да ги поддржи овие акции на УЧК, како ќе биде прифатено, дали ние како политички представници сме во состојба да го издржиме тој терет, зашто за нас сепак не беше лесно да си пратеник во собрание или член на влада, а по планините да се пука. Ние сме имале многу непријатни ситуации. Тогаш Мендух Тачи даваше изјави дека државата треба да си да го се направи, справи, да си го направи своето, да се справи со терористите или со вооружаните групи. И јас лично сум имал многу непријатни ситуации на средбите кај покојниот Трајковски, кој се обидуваше да ја менаџира состојбата, ситуацијата со Лјупчо Георгиевски, со Доста Димовски, со Мендо Тачи, кој сакаа на друг начин да се справат со кризата. Али Ахмети ви даваше информации што се случува на теренот или вие му дававте на Али Ахмети информации? Сам да ве прашам, дали имаше контрола, бидејќи ако е донесен за да може да се контролира процесот, значи дека не е домицилен. Значи не е тој кој е фронтмен, кој е иницијална каписла на тој. Почнува Танушевце, па почнува тамо горе. Али Ахмети никош не се појавал тамо во тие простори. Се појавал на други места. Да, но се разбира, он не бил на тие подрачја, но мислам дека првичните информации он ги имал од целулите, зашто да се разбереме.
он имал целули низ сите овие населени места, се разбира неорганизирани и униформирани, но луѓе кои го пипат пулсот, собираат информации, какво е расположението, дали би пружеле поддршка да се инсталираат после и организирани, униформирани и вооружени структури. Така. Да ја преземат власта, нели, да воспостават контрола на тие места. Тие информации ги имал он. На Али Амети на средбите повеќе му беа потребни информации за политичкиот дел на активностите. До каде може владата да оди? Дали е спремна да седне на преговарачка маса? Дали ние би прифатиле да ја играме таа улога на негов гласноговорник? Да. Он реално ја бараше поддршката од политичкиот фактор на албанците. Тогаш и мерие. ДПА беше против него. Имери мерие тогаш начело на ПДП. На првата средба или на првите две средби не се појавува Имери мерие. Вие сте Исмет Рамадан и Дораман Алити. Исмет Рамадан нели од Арчинова и подосна кога е кризата во Арчинова, тој е вклучен во решавање на кризата. Ние тројца бевме најекспонирани, може да делува и нескромно, јас бев дури најекспонираниот и по функција, зашто јас бев шеф на пратеничката група на ПДП. Претходно бевте во влада на Царенковски, вице-премиер. Да. Вие ги водите разговорите со Доста Димовска за евентуално вклучување правење влада 98 година со ВМРО. 14 пратеници имавте вие, 11 ДП, ако не се лажам. И јас бев ставен во ситуација да го изнесам ставот на ПДП за случувањата. Како одите во Призрен? Со автомобил до Косовска граница, па тамо ве преземаат, па ве носат во Приштина или цело време сте со воена на ОПСЕ? Предпоставам дека ОПСЕ е вклучен во целата таа операција. До Приштина со наше возило. До Приштина? Од Приштина? Од Приштина со нивно. Ви врзот очи тамо да не гледате каде одите? Не, само ги сменивме возилата до одредено место, после со други. Значи од Приштина до одредено место со едни возила, па до средина на патот меѓу Приштина и Призрен. Ова значи како некој трилер, како политички трилер, како... Јас не само јас, ние не ги знаевме нивните сценарија, како тоа ќе се изведе, кој ќе не придружи. Ние човек кого го знаевме и со кого имавме, беше Агим Чекул. И имавме доверба дека човекот ќе го изведе процесот како што... Во куќе сте во Призрен? Да, во куќе. Таа е обезбедена, веројатно. Обезбедена, да. Од кого обезбедена? Од Костовски заштитен корпус, од странците или од луѓе на Али Ахмети? Мислам дека луѓе на Али Ахмети внатре во куќето. Надвор, еден-два обрачи, може да бе... Надвор немаше никого. Луѓе кои го обезбедува беа многу подалеку. Не. Луѓе негови во куќата, надвор од куќата не можеш да приметиш и да се посомневаш дека нешто има. Дека има некој внатре. Да. И многу подалеку улиците имаше негови луѓе или чии луѓе. Значи се мислело на секој детаљ. Куќата не одаваше никаква индикација дека тука таа беше во подрумот работилница и ние преку работилницата се качивме горе. Добро, Насер. Кој период е ова? Ова е 2001, кој период? Февруари, март? Март, значи дури март, значи 1-2 месеци, значи ова е после Тетовското кале, ако е март, значи треба да е некаде... Да, сега точно настаните овде како се одвива, не знам, ама сигурно е тогаш со пред или после калето. ДПА на Џафери и на Мендух Тачи не е информирана за тие средби. Не. Иако тие имате заменик шеф на ДБК, имате заменик министар за внатрешни работи. Они до тогаш држаа до ставот дека Али Ахмети, односно тие структури треба да се вратат од каде се дојдени. Дека нема причина. Дека тие ги решаваат со Лупчо Горигевски сите отворени отворени прашања. Меѓуетнички односи. Тетовски универзитет, па втор канал на македонска телевизија. Тетовски Штулов универзитет, да, и дека им оди добро. И дека таман почнало добро да оди, или некој сака тоа да го поремети. Јас имав полемики со Тачи, со Дика, со Џафери поредко, зашто не беше многу активен во дуелите.
на една средба со представници на ОПСЕ, која веќе кризата се насетуваше, а ОПСЕ, меѓу другото, е и безбедносна организација. Така е. Настапува Замир Дика, како својство на координатор на ДПА и вика, ние сме добри, ние водиме проекти кои ќе ја стабилизираат земјата, дека меѓуетничките односи се релаксирани, дека не ни треба трет фактор тука да се меша, ни странци, ни внатрешни, ни вака, ни така. После тоа јас настапувам и викам, господинот може да се чувствува добро и комотно, зашто е представник на власта, меѓутоа реалноста е сосема друга и јас ќе ви дадам слика која јас ја гледам од ова моја перспектива и кажувам дека Уставот е основниот проблем, дека не дискриминира, дека јазикот не функционира, дека ова и нешто... денес мислите дека Уставот е проблем, дека целата... Уставот мислам дека беше многу тесна рамка. Што, например, што, например, сега е подобро во Уставот, бидејќи Уставот и беше правен на едно политичко ниво и на крај ПДП не гласаше за тие уставни. Да. ПДП дури беше исклучена од процесот на референдум во Република Македонија и тога се одеше на некој концепт за интегрално решавање на албанското прашање на просторот на поранешна СФР Југославија. Сега од денешен аспект кој ги гледат работите, веројатно никој од вас албанците не би помислил дека албанците во Црна Гора на просторот на поранешна Југославија ќе бидат во најдобра позиција. Многу подобро од Србија, многу подобро од Косово, многу подобро од, говорам од аспект на НАТО и на Европската унија. Уставот представуваше проблем. И што е подобро, ме прашавте? За војна? Основа за војна, гледате? Потикнуваше нетолеранција, и дискриминација. Мислите дека тамо некој во Танушевци, во Шипковица, баш Уставот му пречеше да направи војна. Они стануваат и легнуваат читајќи го Уставот на Република Македонија и викаат, види, ама тој е војник. Во член 4.2 ова уставно решение не ни се бендисува. Он ги добива наредбите да действува како војник. Политиката друг ја кроел. Кој друг ја кроел? ПДП? Не, Алија Мети во однос на тоа што го организира. Значи, а за состојбите... До тамо каде што вие не успеавте политички, тоа сакате да кажете, некој друг оценил дека тоа што постои како незадоволство треба да биде војнички артикулирано. За да не излезе надвор од контрола, така, го носат Алија Ахмети, значи странците оценуваат дека Уставот треба да се смени. Да, зошто Уставот? Прво, формулацијата за јазикот беше целосно дискриминаторска кон албанците. Албанскиот јазик не можеше да се користи ни во подрачјата каде што се 20%, иако таа формулација уште од тогаш потекнува. Сер, па ви имате денес политичари албанци после 34 години кои не знаат да користат албанскиот јазик, кои лошо говорат албански, не говорат ни македонски, бидејќи се необразовани, кај што сите процеси се отидени. Повеќе од 100 диво градби воопште на Чајри, во центарот на Скопје, каде што албанскиот народ од самите албанци е девастиран. Точно е. Уништен, угнетен, пуштен низ вода и злоупотребен. Види, тоа е веќе друг проблем. Тоа е веќе наш проблем, албански проблем. Борејќи се за некакви абстрактни права, вие всушност жејачката ја уништивте на албанецот во овие 34. Многу повеќе него на македонецот. Дозволи ми, вие имате и дузина политичари македонци кои катастрофално лошо го владеат македонскиот јазик или го говорат. Апсолутно. Ама тоа не може да биде... Апсолутно, и тоа е проблем на оваа држава, бидејќи ние борејќи се за некакви потемки на села, нели, да не разводниме дебатата што беше вамо, ние всушност го запоставивме нормалниот живот на сите граѓани на Република и лошо живеат едни, втори, трети, во Гостер нема избори. Не излегуваат на избори, немате луѓе на СР. Да, зашто се иселија. Да, така е. Но тоа не може да биде оправдување на таквиот концепт на Уставот кој го имавте. Добро, сачекате. Сега да каже дека тамо Алија Ахмети во Швицарска или во Швајцарија
Муса Џафери, не знам, во Белгија, не знам овие кои биле, некои биле во Белгија, некои биле во Швајцарија. Не, Муса исто во Швајцарија, Буџако е во Белгија. Агром Буџако беше во Белгија, нели? Он ги прави тие протести Да, токму пред тројца структурите на НАТО, кога македонска делегација ќе оди во НАТО, протести ги прави Агром Буџако, кој подосна беше и министер за транспорт, вице-премиер, амбасадор и така натаму и така натаму. Дека тие седеле таму и во тие кели во Швајцарија расправляле за уставни измени во Република Македонија. Затоа ми кој немале работа, кој земале пензија швајцарска, што ќе прават? Пензионер што ќе прави, ќе расправа за уставни измени во Република Македонија. Очигледно не сме разговарале на таа тема. Јас сум бил длабоко инволвиран во диаспората албанска таму. Јас знам точно што разговарале они. Јас знам дека сте имали неколку средби, знам дека сте имали неколку средби од позиција на владен функционер кој сте биле во диаспората. Да, како представник на ПДП, како генерален секретар на ПДП. Ние имавме ограници низ цел свет, од Њу Јорк до Брисел, до Париз, до Женева, до Цирих. И јас сум водел многу оштри дебати со нив за состојбите кај нас. И не треба да ги подценуваме. Таму има и интелектуални структури кои добро ги познаваат. И подобро, овие што се неинтелектуални ги донесува во Македонија, тие интелектуалните останаа, ги задржаа таму, место да направат. Не е дека немале информации, не е дека. И ние со нив се разликувавме само во начинот како да се променат состојбите. И добро, господин Забери. Март 2001 година, веќе април месец, почна да доаѓаат структури на ОПСЕ во Република Македонија. Фровик, Ричард Фровик, кој доаѓа тука, кој подосна е прогласен персона нон грата од Илинка Митрева како министер за надворешни работи, како велат близок пријател на Борис Трајковски, на покојниот Борис Трајковски. Мислам дека и Фровик почина пред неколку години и таа структура веќе е вклучена во процесите. Ви имате комуникација со Ричард Фровик? Да, Фровик имаше интензивни контакти со нас. Јас зборам со нас. Имаше и со СДСМ, и со ВМРО. И Роберт Фровик се обиде на некој начин да ги претекне акциите кои полека можеше да излезат од контрола. Тоа е времето кога УЧК беше инсталирано во Скопска Црна Гора, Липковскиот крај. Тогаш прогласи УЧК мораториум за неколку дена, 5 дена мислам дека се даде, да им се даде шанса на преговорите. Кога кажете Липковскиот крај, мислите оној крак што се спушта до Арачиново некаде јуни месец 2001 година? Арачиново покасно се случува. Паѓа, да. Но тоа се тие структури од Липковскиот крај кои полека од Скопска Црна Гора кои се спушта доле. Неконтролирано, некој не ги спречува и влегуваат во Арачиново. Од Никуштак до Лојане, тој е пределот. Со Вакцинце, со Слупчане, со Ризари, со Липково, со другите села. Само веќе се вклучени и одредени муџахедински структури, значи вклучени се одредени борци надвор од Република Македонија. Не, ја немам таа информација. Пресретнати се тие разговори да се навратиме до на Фровик. Значи, на електронска Фровик се направи обид да ја спречи натамошната ескалација, да не дојде до Арачиново, до Тетово, до... И што се случи од ваша гледна точка во Арачиново? Ние сме слушале македонската приказна, генерали македонски имат говорено на таа тема. Мислам дека командант Хоџа од албанска страна до пред некоја година говореше на таа тема, дека не бил Али Ахмети главниот, па дури структури на ДУИ веле дека не е Хоџа тој што бил главен во Арачиново. Исмет Рамадани е од Арачиново, нели, од таа изборна единица, вие бевте блиски со Исмет Рамадани и учествувавте веројатно во тие процеси. Што де факто тамо се случи? Па најпрво дека не бил Али Ахмети, точно е дека не бил Али Ахмети и не можел да биде Али Ахмети на секој фронт. У секое село, у секоја шума и грмушка. Тоа е објективно. Он бил тамо каде што бил. Точно е дека структурите ги водел командант Хоџа, односно Џезаир Шатири.
Дали стоел некој друг позади него, јас не можам тоа да го кажам. Но факт е дека... А имате информации? Не. Но факт е дека структури на ОПСЕ ги повлекува после... Мафта или со бели знамења? Шо вика домицилното население албанско во Рачино, барали ли да се предадат? Тие? Бели или бели знамења? Не. Ја немам таа информација. Најдени ли се таму наркотични средства, Не. лаборатории, одредени недозволени супстанци, Не. кои се користат во сите војни, нели? Еве сега во руско-украинската војна се користат, може и од Македонија да се испратени таму. Не. И ако ми дозволиш само за улогата на Фровик. Фровик имаше 3 средби со нас. Ги преговаравме деталите. Тоа е нон-пейперот. Да, нон-пейперот. Што е проблематично за политичкиот систем во земјата, што ги става албанците во подредена улога. Состави човекот еден нон-пейпер, не викна мене Алити и Рамадани, издоговори со Трајковски да ни дозволат безбедносните сили кои беа во Куманово до пред Лојане, ако не грешам, не Опаје, да таму беше пунктот, последниот пункт на безбедносните сили на државата и после беше тој теренот кој беше контролиран од УЧК. И ние требаше да одиме со тој нон-пейпер таму и таму да дојде и Али Амети и да го разгледаме заедно нон-пейперот, што представува, што е прифатливо, што недостасува и после да се вратиме во Скопје да седнеме кај Трајковски да ги дискутираме тие теми. Во последен момент Лјупчо Георгиевски, по мои информации, му кажува на Трајковски дека не, ова би значило предавство за нас. Не треба да се оди таму, не давај дозвола, прекини ги овие преговори. И ние одиме кај Фровик за да го земеме нон-пейперот и со негов представник Дејвид, не му го знам сега презимето, Односно завршил во Индонезија, ако не се лажам, или во некој од тие... од Англија, од Британија беше. Тие ги вршат тие работи. Да. А инаку Фровикот американски дипломат беше. И тогаш ни го соопштува информацијата дека сепак, иако ми ветите Борис Трајковски, се откажува од давањето гаранции вие да влезете таму. Вика, ама успеав да Дејвид сепак биде испратен и да видиме како ќе помине он таму. Ние му пративме на Али Амети дека вака е состојбата и он не дошол. Дејвид го пречекале локални команданти. Насран. Испративте порака од Али Ахмети. Тие пораки веројатно не одеа преку мобилни телефони, пошто се контролира какви и да сме, ние сме сепак држава која има своји служби, телефони и така натаму и така. Тие броеви не можеа да се следат. Сателитски се? Не, од други држави кои не беа достапни за нашите контролни. Кои други држави? После Монахо беше оператор во Косово, нели се одцепи од Сарајевославија. Монако беше. Преку Монако. Да. Значи преку телефони кои не беа достапни за службите. Ова Монако, значи битна во политички процеси во Македонија. Значи пред Сашо Мјалков вие сте го откриле, сте го откриле Монако, ама не со Ферари, туку со мобилни телефони. Кога го носат во Шипковица Али Ахмети? Имате тамо средби во Шипковица? Да, касно. Барем моите средбите на Алити и на нашите средби се подоцнешни. Значи, нашите две средби рано беа одржани во Призрен и третата, изумев да ја кажам, е средбата помеѓу Имери Џафери и
Али Амети, на која веќе се пружа рака на помирување помеѓу... Постои договор. Да, Ве- прво помеѓу Џафери и Мери, па после и со... Hrvoje Šarinić, кој беше шеф на кабинет или престојник уреда, како го викаат во Хрватска, имал 13-14 средби со Слободан Милошевиќ во текот на војната и напиша книга, веројатно и вие некоја книга треба да напишете моите 3 средби со Али Ахмети, и за да ја затвориме ова пред да одиме Охрид и на актуелни политички случувања во Македонија, тезата дека Белград, официјална Србија, има контрола на војните процеси 2001 година, дека има своји луѓе во највисокото раководство на ОВК, на УЧК, на АНА, на ОНА, и дека сега кога ќе се отворат архивите во Белград, на што инсистира Европскиот парламент преку овој извештај усвоен од Европскиот парламент, кај што се разговара дали македонскиот јазик е ново формиран, старо формиран и така натаму, има еден заклучок, една фуснота кај што гледа да се отворат архивите, на што инсистира нели Бугарија, но се мисли на архивите во Белград. Ке се откриат ли таму валкани работи кај што дел на структурите на ОВК, на УЧК биле под контрола на српските или на југославенските поранешни служби? Не ја исклучува можноста да има периферни структури, но јас верувам дека директно влијание во штабот кај Али Амети нема. Значи странците го избират Али Ахмети. И тој всушност реализира нивна стратегија тука во Република Македонија. Апсолутно, без странците Али Амети немаше да биде тоа што беше и немаше да го оствари тоа што го оствари. Ке се вратам на тоа само уште за рамковен договор во Охрид. Што се случува таму? Приказни сме слушнали, Лјупчо Ѓорѓиевски, Бранко Црвенковски, и покојна Доста Димовска, и Маријан Ѓорчев кој е вклучен цело време, Маријан Ѓорчев присутен таму, нели тој ги води Еден од преговарачите на ВМРО беше Маријан Ѓорчев, кој постојано, зашто понекогаш се менува. Да. Маријан Ѓорчев бил цело време. Да, Маријан Ѓорчев беше постојано. Јас бев постојано од страната на ПДП, Џевдет Насуфи од страната на ДП. Што беше министер за правда во влада и локална самоуправа. Влада на и подпредседател на влада, ако не грешам. Беше, да, на ВМРО ДПМН. Телефонските комуникации со Али Ахмети вие ги имате. Да. Значи вие всушност ги презентирате ставовите на Али Ахмети. Да, во Охрид веќе на големо се комунициравме со Али Ахмети. Охрид е веќе подоцнежна фаза. Ермира Мехмети е присутна на преговорите. Да, е преведувач на Армен Џафери. Преведувач на Армен Џафери. Да, зашто Џафери не зборуваше англиски. Понекогаш. Значи Ермира Мехмети од ДПА станува клучен фактор подоцна во ДУИ. Буер Османи е ДПА, клучен фактор во ДУИ, Изет Меджити е ПДП и сега во коалиција со ВМРО ДПМН. Значи пас албанците крај не може да ви се да ви се најде. Салто мортале. Салто само Артан Грубин нигдека не бил ги водел шварцерите тогаш ги водеше навијачката група. Да, он не беше ни ПДП ни ДПА. Не беше ни ПДП ни ДПА, ги водеше навијачката група. Да, и не влади. Шверци. Значи Ермира Мехмети е присутна. Да, присутна е на страната на Армен Џафери. Што се барањата на Али Ахмети во Охрид? Бидејќи сега тој рамковен договор во Охрид, како вели Љубомир Фрчковски, се толкува различно од двете страни. Тоа е техника или технологија на преговори, кога и двете страни се помалку задоволни или помалку незадоволни од еден таков договор, што например остана да виси, што не е реализирано, што може да биде основа за некое второ полувреме. Сега тоа второ полувреме многу помалку го сакаат албанците, колку што можам јас да дефинирам или да изнијансирам, многу повеќе власта во Република Македонија го сака да има второ полувреме, каде што македонците сега ќе им се реваншират на албанците. Сега искрен да бидам, второ полувреме веќе се случува, Васко. Второ полувреме не мора да представува воен конфликт меѓу албанците и македонците. Сега вие ко Никола Гуриевски, тој имаше еден ферман големо 200 реда таму на Facebook напишан, 3 пати го читам, не можам да го дочитам, заспиам таму на секој читање. Како го разбирам јас второ полувреме? Ако вие преку Уставен суд ги рушите столбовите на Охридскиот рамковен договор, тоа е второ полувреме. Враќање... Господине Зибери, видите, кога се протестите пред Уставен суд, меѓународната заедница прв пат брутално го пушта Али Ахмети низ вода.
Да. И додека ги прави Али Ахмети шаторите пред Уставен суд, на црна листа завршува Артан Груби или изведувачот на политиката на Али Ахмети на терен. А знаете зошто? Зошто? Зошто меѓународниот фактор знаеше точно дека Уставниот суд нема да се осмели да донесе таква одлука и му го имаше соопштено на Али Ахмети, не излегувај да се компрометираш, седи таму, нема да се случи ништо. Значи, Артан Груби стаја на црна листа за да биде заштитен, Али Ахмети? Не знам дали да биде заштитен или да му се олесни теретот. Зашто мислам дека Артан Груби веќе му представуваше терет. Сериозен терет. Сериозен терет. На Али Ахмети. Може ли уште малку зохрити, ќе вратам нова теза, пошто ова ми е клучна теза. Ако Али Ахмети е играч на странците и прави такви тајни средби, сакам за уште неколку тајни средби да... Не знам сега дали е. Јас зборам за периодот. Што бара Али Ахмети од вас, да речеме во Охрид? Зашто да не попуштите? Крајно искрен ќе бидам. Он мене ми има кажано на пар наврати, Насер, ти го познаваш најдобро политичкиот систем и јас нема да ти кажувам со точки и запирки што да се смени, што да се додаде, што да се одземе. Но знаеш дека ние застапуваме идеја на промена на уставот. Албанскиот јазик втор службен јазик, реализација на високото образование на албански јазик, употреба на символите, правична застапеност и така натака. Значи, ако албанците се незадоволни. Да, он имаше генерални формулации за определбите. И се разбира деталите. И не можеш он да ги знае подобро. Значи, Али Ахмети како Тито, а вие како Едвард Кардели, кој ги прави... Што е точно. И ако ми дозволиш, накратко, технологијата на преговорите. Ајде. Значи, кога не седна на преговори, прво во Скопје, зашто цело време се преговараше во Скопје, до моментот кога излегува преговарачите со првиот нон-пейпер за содржината на договорот, кој го отфрли Лјупчо Георгиевски како неприфатлив и демонстративно ја напушти средбата во Палата Македонија, тогаш беше седиштето на Европската Унија, и рече дека ова значи крај на Македонија, а во тој текст беа изложени сите барања кои за да ми објаснам на гледачите, Палата Македонија Карши Пеко на улица Македонија. Пеко, да. Сега на друга локација, кај што се оние протести што ги прават ке НИП Нова Македонија, тоа беше на улица Македонија. И значи они ги слушаа нашите барања. И јас одев член по член што бараме да се смени во уставот. Они ги запишуваа нашите барања. Ние ќе излегувавме од средбата, влегуваше македонската страна, Радмила Шечеринска, Никола Поповски, Маријан Ѓорчев, Доста Димовска и така натака. И ќе ги слушаат контрааргументите нивни за тоа што ние го кажуваме и они градат став. Сме во право, не сме во право. Ова е прифатливо, ова не е прифатливо. И сметаат дека тоа треба да оди на заедничка маса, кај што нема едните по вторите, па вторите по третите да влегувате, туку да бидете седнати на иста маса. На крај. Еден вид на Дејтон да ви направат. Да, апсолутно. И иста технологија. По технологија иста. На Дејтон што беше направено. И ние кога ги исцрпивме сите прашања, зашто освен уставот ние имавме и други барања, да речеме легализација на Тетовскиот универзитет, попис со меѓународен мониторинг, реабилитација на оштетените подрачја и така натака и така натака. Закон за амнестија на имате 97 година и Тетови и Гостивар, па дали има пречекорување на сила, употреба на сила и така натака. И за сите тие прашања они составија нивен предлог како да се реши кризата во Македонија и ни го представија во Палата Македонија, во што ви го спомнав пред малку. Лјупчо демонстративно го напушти. Се разликува тоа од финалниот документ? Многу. Се разликува од финалниот? Да. Тогаш имаше формулација точна за јазикот, прво дека службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, службен јазик е и албанскиот јазик и неговото кирилско писмо, каде во подрачјата каде што на 20% живеат албанци. Ама албанскиот јазик во подрачја каде што живеат на 20% албански. А не ова формулација.
службен јазик и јазикот што го говорат на 20% од населението. Сега те кажете дека под притисок на македонците, Да. првичниот текст кој е презентиран во Палата Македонија, Како став на преговарачите е сменет, биде изменет во корис на македонската страна. Да. И тоа О еднов момент. Да. Ова е една од прашањата. И други прашања, и тогаш Лјупчо Георгиевски, ви велам, демонстративно напушта, вика, и јас нема да бидам еден од учесниците кој ќе стави крај на постоењето на ова држава, и јас не прифаќам и ги напушти. И се менува текстот. Тактиката на странците. Недела дена не четна. После ние не оставија. После ние дознавме дека недела дена они работеле со Лјупчо, со Доста и со нивниот тим. Да ги вратат на преговори. Што тие би прифатиле како да се преговара за тој текст. Да се преговара за тој текст. И бидејќи имал отпор кај Лјупчо, доаѓа Солана и Робертсон, двајцата одеднаш, и не седнуваат во собрание кај Трајковски. И после дебата која се водеше, Бранко, СДСМ екипата, ПДП, ДПА и ВМРО, представена од Лјупчо, Доста и Маријан Ѓорчев, и на крај се виде дека ќе пропадне и тој обид. Доаѓањето на Солана, а веќе немаше друг авторитет од кој можеше да се очекува дека ќе не... Требаше Буш да го донесе. Да. И станува Джеймс Пердју и директно ни се обраќа на сите. Господа, доста од разговори без корист и без решение. Ќе поставам едно кратко прашање и барам краток одговор со да или не. Господине председател, дали сте спремен да продолжат преговорите? И Трајковски вика yes. Господине премиер, дали сте спремни да продолжат преговорите? Вика да. Бранко да, Џафери и сите рекоа да. Добро, вика. Кога веќе... Вие сте имале говор на мана, не сте можеле не да кажете. Не смеше да. Не сте можеле не да кажете. Стана човекот, он беше робусен. Го знаете. Така. Да. Корпулентен. Стана на нозе, а тука Солана, авторитет и Робертсон, ама главниот збор он го имаше. Века, кога веќе дадовте согласност? Преговорите ќе продолжат во Охрид, ќе се одржуваат непрекинато, немате да имате контакт со надворешниот свет и додека не постигнете договор, нема враќање назад. Преговорите продолжуваат на овој датум. И толку заврши состанокот. Така треба со вас. Да. Така треба. Тоа е демократија. Викат на разговори да го прифатите нивното. Господи Забери, гледате, кој ги гледат оние видео снимки на Ричард Хоблоу со Киро Глигоров, sad, чисто да објаснам за публиката, за таа да свати дека кај американците нема незавршена работа. Може да доаѓа Доналд Трамп, може да доаѓа, не знам, Бил Клинтон, било кој, да има вакви осцилации, такви осцилации, но нивната политика си има некој континуитет и во однос на Република Македонија. Тоа е значи летото есента пред атентатот на Глигоров 95-та година. На таа фотографија ќе видите и Бил Пердју, ќе видите и Джеймс или Джим О'Брајан, кој подосна ги прави црните санкции кај што завршуваат и македонските и балканските политичари помлади за 10-15 години. Подосна е представник на американците во Македонија, па завршува да биде амбасадор на Америка во Бугарија, говорам за господин Пердју. Значи тоа е една континуитет на таа надворешна политика на американците, првенствено преку Демократската партија беше реализирана, тогаш ако на власт беа републиканците. Чисто како неко објаснување. И во Охрид, како е во Охрид? Се избањавте ли во Охрид? Ви дозволеле да се избањате? Ништо. Не, апсолутно не. Апсолутно не. Џаба отидовте во Охрид? Да. Во Охрид не затворија, во барем ми дава да јадите ништо. Да. И во Охрид 3-4 пункта од тој текст беа проблематични и околу кои се кршеа копијата. Прво, околу формулацијата за
преамбулата. И на крај се прифати тоа што беше предложено од нивна страна. Да Уставот нема преамбула со историски елементи, ова што го имаме сега. Зашто ова преамбула е продукт на преговорите кои се водеа покасно при расправата за измените на Уставот, под притисок на СПЦ, на МПЦ, на Андов како председател на Собрание и неколку други структури, ја вратија ова преамбула. Преамбулата дефинирана во Охрид беше сосема граѓанска. Република Македонија е држава на граѓаните и така натака и така натака. Тука веќе имаше протести, Рачиново, беа големи протести, па упад во македонскиот парламент. Во Собрание и така натака. Втор пункт на прашање проблематични беше формулацијата за јазикот и успеа македонската страна да го врати овој текст што го имаме сега, ние не го прифативме. И прашањето на високото образование. Бидејќи кај јазикот 2 дена преговаравме и не постигнавме договор, беше поканет на помош Солана. Во 10 часот навечер стигна во Охрид Солана, вториот ден, и до 1 преговаравме во присуство на Солана. Не успеавме да ги испегламе разликите. И Солана, како вешт политичар, искусен, рече, ајде добро, овие теми кои ви се спорни, оставите ги на страна, продолжете со тоа што можеме да го дефинираме. На крај ќе се вратиме да не трпи процесот. На крај знаеме дека 2-3 прашања треба да ги репреговараме и ќе го завршиме целиот процес. И не се вративте. Така. И ние се согласивме сите. Како со тутунот. Ќе ви платиме од тутунот. Да. И се случи Карпалак, се случи тоа што се случи, веќе ни Борис Трајковски, ни Лјупчо, ни Бранко не беа спремни да се враќаат на преговарачката маса. И Сега те кажете дека сега ова малце груба теза, но чисто. За да се донеси бродот, односно преговорите до одредена фаза. Значи странците проценуваат дека има незадоволство пред да почне војната кај албанците, па го носат Али Ахмети начело на процесот да можат преку него да контролират. И гледате, во еден временски период се појава или Рачиново, или Карпалак, или македонската страна нешто, или Тетово својо. Значи, така се љулјаше бродот, час едната, час другата страна да биде... Тоа беше балансирање на силите. На силите. Да. За да може да се стигне до целта до која се стигне. И која велам странците стоја зад овој проект преку Али Ахмети. Зарем мислите дека да не беа странците така лесно Али Ахмети ќе го одбиеше предлогот за поделба на Ману? Меѓународната заедница не сакаше ни федерализација, ни поделба на Македонија. Бидејќи отвараше други процеси, сега да не навлегуваме. Балкански регионални, апсолутно. Српски, бугарски интереси и така натака и така. Кои сушно се залагат за поделба, залагат на тоа е српското, меѓу другото и бугарското Лавров што кажа во руската дума дека Македонија ќе се подели на албански и на бугарски дел. Ако сакало тоа да се направи, се направило 2001. Сигурно. Значи само да додајме. И Лјупчо Григиевски е за поделба на Македонија. И Ману е за поделба на Македонија. И покојни Борис Трајковски е за поделба на Македонија. И покојни Стојан Андов, а текстот го објавува сегашниот заменик министер за надворешни работи во Скопски вечер Зоран Димитровски Жора. Еве толку, нели, за да може да свати македонската јавност. И тој предлог Али Ахмети го одбива, бидејќи странците му викаат ова нема. Не, тоа не е наш проект. Тоа не е наш проект. Андов, ја знаете, сега стана покоен и Андов, ја знаете неговата изјава. Немам став по предлогот, но е многу интересен, интригантен. Така, интригантен. Така? Така е. Лјупчо дури излезе и го прифати. Лјупчо рече да бидат храбри, тие што пред мене го прифатија тој предлог, да кажат дека... Зошто после 20-30 години границата нема да биде тамо кај што предлага Ману, туку многу подоле. Ќе биде подоле. Сега да не... Така, деталите не си.
Значи, меѓународната заедница не стоеше за тој проект. добро, Не сакаше да отвара такви проблеми. Господин Зибери, гледате, Али Ахмети и во цела своја кариера има тајни средби. Со Груевски, например. Неколку средби. Па дури бегството на Груевски оди токму преку во наводници западниот дел, кој што е под контрола на Али Ахмети, бидејќи СДСМ, такви какви што се клякави, ни бегството на Груевски нека може да го организират, да го изведат без подршка на Али Ахмети. Има една теза дека Али Ахмети паѓа сега поради близината со Груевски и поради тајните комуникации со Груевски. Дали оделе луѓе на Стео Пендаровски тамо да разговарат от Мусливо. Дали имала една или две средби на Бојар Османи. Бојар Османи рече, бев тамо, кај што државата сметаше дека треба да одам. Дали имал Артан Груби, дали имал Миле Зечевич, кој тогаш беше генерален секретар. Значи имало и тајни средби со Груевски во Будимпешта и тајни разговори кај Стео Пендаровски за враќање на Никола Груевски. Значи има два концепти во тој момент во Македонија. Едниот концепт да се врати Груевски, да се подели ВМРО ДПМН и да се направат уставни измени за француски предлог, и вториот концепт Зоран Заев, не знам, Христијан Мицковски, дел на структури на СДСМ и дел на олигархија за заедничка влада на СДСМ и на ВМРО ДПМН. Очигледно проектот на Али Ахмети паѓа во вода, не се реализира, не се враќа Никола Груевски назад. Дека имало комуникации, претпоставувам дека и се уште има, не се сомневам. Се фали Али Ахмети за средби со Груевски, за комуникација со Груевски. Кои личности и дали тет-а-тет средби се, немам јас такви информации. Сте го прашале како избегал Никола Груевски? Ве сте имали кампања, сте биле пријатели, сте биле псео. Сте го прашале, он сака да говори на тие теми? Он, мислам дека се оградува како директен учесник. Дека не го возел тој, дека не го возел возилото. Дека клучна улога во помагањето на бегството има поранешниот председател на Албанија Илир Мета. Илир Мета. Илир Мета е последен политичар кој има средба со Груевски по губење на локалните избори 2017 година. И дека во Тирана се смените целата документација за лична идентификација која помогнала да се поминат граници и така натаму. Значи, клучна улога во помагањето и организирањето имал Илир Мета. Ова ми е кажано. Од Али Ахмети? Од информација од Дуј. Да. Информација од Дуј. Имал ли посталанските избори Али Ахмети средби со Христијан Мицковски? Тајни, што не се јавни? Колку што знам јас, да. 4. И неколку, да. 4 средби. Да. Ако не грешам, 2 во собрание. И 2 во Мала Речица. Да. Преку други канали повеќе средби, само не средба тета Мети и Мицковски, но комуникација имало. И добро, господин Зибереве, еден саат скоро не ли објаснивме тоа што не сме го кажале за рамковен договор за Охрид, за војната 2001 година и доаѓаме до актуелна политичка ситуација. Вие сте биле, значи, клучен играч, значи, ако можам да ве споредам со Радмила Шекеринска, со Александар Николовски ВМРО, ДПМН и СДСМ, значи, човек кој врзува, кој прави, кој решава одредени работи, од него гледате од позадина ги влече конците и ги прави процесите. Сгреши ли Али Ахмети што не се повлече? Каде е грешката на Али Ахмети кон меѓународната заедница, бидејќи очигледно таа меѓународна заедница се имам чувство дека Христијан Мицковски реализира концепт одобрен од меѓународна заедница за дисциплинирање или пензионирање на Али Ахмети. Каде му е грешката на Али Ахмети? Од моја гледна точка не мора да значи дека тоа е точно. Неговиот начин на владење од 2020 до 2024. Мислам дека меѓународната заедница не беше спремна да прифати една таква доминантна улога на Али Ахмети или на Дуј. На албанците. На албанците, ако сакате. Неколку амбасадори велеа фали македонско месо во коалицијата.
таа формулација, нели преведено од англиски, погрубо звучи на македонски. Што би значило тоа? Второ, начинот на кој владееше беше манифестиран со многу фолклоризам, кој не поминува кај меѓународниот фактор. Играње, кошарка, фудбал во кабинет на Артан Груби, и живување, омаловажување на македонскиот и на албанскиот фактор. Чифтели, песни и така натака. Јас дури и му го имам кажано на господинот Амети дека начинот на кој беше устоличен Талат Џафери не беше соодветен. Бидејќи треба да сме реални, објективни. Македонската страна не со задоволство го прифаќа фактот дека доаѓа да промена на првиот човек на извршната власт плюс со албанец. И со Талат Џафери. Со едно минато од војната 2001 година. Ако сакаме да бидеме во дугот на определбите и ставовите на меѓународната заедница и да не ги подгреваме националистичките страсти кај македонците, во тој период албанецот, олицетворен во Али Амети или во Артан Груби или во Талат Џафери, требаше да биде многу внимателен. Да покаже дека он ќе биде премиер, но премиер на сите граѓани и дека дури ќе води поголема сметка за македонскиот интерес, зашто он припаѓа на друг етникум. Тој премиер, што дојде прв сео албанец за премиер, требаше да избоксира почетокот на 2024 година уставни измени со одложено дејство и ке беше решен проблемот. Има тогаш можност. И става луѓе на црна листа, и влијание, и Америка пред Доналд Трамп да победи на избори, значи можеше да се избоксира еден таков предлог. Уставни, тоа требаше тој што дојде на чело ПСЕО. Па и Бојер Османи, ја затоа велам, Бојер Османи изгуби во Чаир и македонците гласа против Бојер Османи бидејќи сакаа да биде поразен. Јас само ти одговарав на прашањето каде ја направи грешката Али Амети во однос на поддршката на меѓународниот фактор. Инаку, види, грешката на Амети во однос на ова што го велите вие за уставни измени и премиер албанец, поголема е на Зоран Заев отколку на Амети. Зашто преговорите кога се водеа за составување на таа влада, Амети застапуваше став пола мандат, 2 кога веќе се виде што е и нереална амбиција на Дуи Ахмети 2 години, бидејќи и бројките не го... Тоа не одговара. Не реално представување. 1-3, ама првата година албанец. Тоа прво ќе беше подобро и во интерес на СДСМ, зашто 3 години ќе го забораваше народот тоа што некој бил првата година. Тогаш вие би прифатиле да бидете првата година? Да. Би понудили да бидете СЕО по 2024? Да. Кога сметаше дека Али Амети веќе го има дефинирано тоа, ми се јавува мене на телефон, зашто ние дневно се разговаравте. Да, разговаравме и на секој 2-3 дена се гледавме да ме информира како се водат преговорите. И јас работев во нотарската канцеларија, ми се јавува, добар ден, како си? Еве, викам, работам. Доста вика работа во нотарска канцеларија. Ајде, батали. Викам, нека дојде до тоа, па јас ќе баталам. Не, вика, ајде дефинирано, дојде деталите да ги разговарам. Он беше убеден. За премиер? Да, за премиер. Која е 2 со 2? Не, 1 со 3. Со 3? Да. Вика, попуштив 2 со 2, бидејќи и необјективно е таквото барање, нема поддршка од странците. Ама 1 со 3. 1 со 3. Ако е третина учеството на албанците во власт, 1/3 да биде од мандатот. Вика, дилемите се дали првата или последната година. Вика, јас застапувам прва година, они застапуваат последна година.
И тука ќе видиме. И тука сгреши СДСМ. Тука сгреши СДСМ. Бидејќи ВМРО беше таа 2020 година и поразен. Тие бега и од избори, во Штип. Апсолутно да. И не само тоа. Замислете ја која предност на СДСМ ќе беше да влезеше на парламентарни избори со премиер. Они влегao како аутсайдер. Добро со Димитро Ковачевски да влезе на избори. Не мораше да биде прашање дали ќе биде тоа не за колку предност ќе им беше. Може би ќе останеше Зоран Заев. Може ќе останеше Зоран. Сосема да. Ако беше албанец премиер првата година, Зоран Заев, мислам дека сигурно ќе останеше до 2024. И тука грешката беше на Заев. И јас одам од Тетово и ги дефинираме сега деталите. Вика Насер, јас знам дека си бил долго во влада, си бил втор човек, јас нема што да ти кажувам како ќе ја водиш владата, нема да ти се мешам, само ќе имаш разбирање кадрите, ние што ќе ги понудиме, тие ќе ги предлагаш како мандатар, истиот став ќе го имаш и према СДС, немој да одбиваш, зашто така сме договорени, овие се принципите. Да не биш ко Перо Гошев за еднократна употреба. Беше завршена приказната. Значи деталите веќе се. Деталите ги разговаравме. И каде се пропаѓа работата? Мислам дека во последен момент Заев оди на Кале и вели, ако ова се случува, мене ќе ме избришете, јас ќе капитулирам, јас вака, јас така. Ве молам, дајте притискате другата страна, еве, сум спремен последните 3 месеци да останат. Што беше грешка. Тие 3 месеци го кошта СДС, колку 3 години да владееше некој. Тие 3 месеци го учина СДСМ, а и предходно, нели, она целата кампања за Европски фронт, па не прање Европски фронт, па таравари кои го извадија, како тогаш обвинува дека познат олигарх во Македонец платил за растурање на Европски фронт. За начинот како се постави Џафери, што според мене беше тотално погрешно. Премиер да оди по полициските... Уништувајќи го СДСМ, се само уништи. Се само уништи и го сведе својот коалиционен потенцијал на нула. Апсолутно. Како ние велиме, за една кременадла цел вол се утепа или утепа. Тие аспирации и амбиции да имаш се, на крај ништо. На крај те сведуваат на нула. И на крај ВМРО им води кампања да ја ослободиме Македонија од окупацијата. На Дуи. Да им ја вратиме гордоста на македонците. Македонците на Македонија, гордоста. Како беше паролата на Гордана Силјановска? Господине Зибири, гледате, Дуи паѓа тамо, целиот концепт на Дуи за Европски фронт, за уставни измени, за враќање на Груевски, паѓа тамо кај што ние цело време мислевме дека е најсилен Али Ахмети. И всушност паѓа од албанци во Врховен суд кои го рушат концептот и договорот направен за амнестија и враќање подоцна Никола Груевски. Дури еден од тие албанци, порано министер за правда во влада на Република Македонија, кој е шокиран од тие комбинации кои се министер за локална самоуправа. За локална се извинувам. Ја мислам дека за локална самоуправа, кој е судија во Врховен суд, оди и го пријавува случајот во Американската амбасада. Значи, и тука се растура целата. Гледано од оваа перспектива, јас мислам дека или требаше процесот да се изведе до крај или воопште да не се отпочне. И Артем Груби оди во Врховен суд, го снимаат тамо на надзорни камери и тоа го користат подоцна да го стават на американската тоа беше грешка, црна листа. Да, и ниту американците, ниту било кој релевантен меѓународен фактор не можеше да го... Што Збери, сте били ли вие постарани помеѓу Изет Меджити и Али Ахмети? Да, сум се обидел да не дојде до раскол на неколку наврати. Расколот почна, Васко, многу рано. Уште кога се составуваше парламентарното мнозинство, а веќе се знаеше структурата на кабинетот на Заев. 2020. Кога требаше да се одржи конститутивната седница на Собранието, и Талат Џафери беше предложен за председател на Собрание. Изет Меджити веќе ги гледаше имињата на Артан Груби, Бујар Османи и останатите
како предлози за новата влада. И он никогаш не се помирил со тој факт, зашто сметаше дека он ја одработува целата работа во електоратот и поддршката Дуи ја добива како продукт на неговиот ангажман, а некој друг се устоличува со функции во извршната власт. Што е воопште не е далеко од вистината. Што се покажа? И се покажа На терен сега на последните локални избори ги згази во прв круг. И Изет Меджити со неговите поддржувачи во таа парламентарна група не влегуваше во на конститутивната седница, а мнозинството беше многу тенко тогаш. Така беше. Двајца, тројца, ако отсуствуваат, не можеше да има кворум. И 6 часа имаше задоцнување на почетокот на конститутивната седница, каде што ќе се верифицира мандатот на пратениците и ќе се изгласа председател на Тоа ваша роднина е во парламентот, пратеник во парламентот. Да, внук. И Изет Меджити не влегува зашто се противи овие да се... Артан Груби и Бојар Османи. Да. Значи тие двајцата се, Артан Груби и Бојар Османи. Да. И јас го барав Алијамети да го прашам зашто не отпочнува седницата, што се проблемите, веќе јас ги имав информациите што се случува. И викам, јас ќе се обидам да разговарам со Изет. Јас со Изет од подавна сум бил близок и сме имале Имате тамо и нотарска канцеларија во И он потекнува од крајот кај што сум јас и се знаеме и пред да сме у политика, јас со неговиот татко и така натака, не е битно, но имав добри конекции и имавме респект, почит еден кон друг. И му викам, Изет, не е добро конститутивната седница да се одлага, дотолку повеќе што председател на собрание треба да биде избран Талат Џафери. Дај после тоа да седнеме и да ги расчистиме овие дилеми. Ама не го блокира изборот на Талат Џафери. И после неколку такви разговори, Изет се враќа во собрание, се конституира собранието, се бира Талат Џафери така. Меѓутоа Изет Меджити не отстапи никогаш од барањето за смена на тие двајца. Добро, каде е врската, да речеме, на Али Ахмети и на Артан Груби? Со што точно се гледа дека Артан Груби е и причината за растурање на концептот Европскиот фронт? Неуспехот на Груевски, ставање на црна листа. Македонците се чувствува омаловажени со неговиот настап, со играњето фудбал, кошарка и така натаму, но Али Ахмети никогаш не дури мислам дека и сега Артан Груби има некое влијание врз Али Ахмети. Јас не ја знам причината, но дека беше десна рака на Али Ахмети, тоа е факт. Дека имаше сериозно влијание врз одлуките кои ги носеше Али Ахмети, и тоа е факт. Дека често пати на погрешни патеки го водеше процесот, и тоа е факт. И мислам дека Али Ахмети кај структурите на ДУИ почна да се перцептира како заложник на Артан Груби. И дека Дека Артан Груби ги има бомбите на Зоран Заев, дека Зоран Заев му ги дал бомбите, не велам дека точно, него говорам за перцепција. И Изет Меджити тоа не го криеше, дури јавно го изнесуваше на настапи во медиумите. И второто е Хашкиот трибунал, дека Артан Груби има информации за Али Ахмети и дека го уценува со тоа. Дека Артан Груби реално ги носи одлуките, дека Артан Груби ги води процесите. И можеби на тоа му кумуваше и самиот начин на кој ги водеше процесите самиот Артан Груби со неговата ароганција, со неговите настапи. Јесте 30 години во политика. Есента, значи ове неколку месеци после тие избори Псејо Албанец за премиер, Хашим Тачи и дел на косовска екипа завршат во Хашкиот трибунал. Да.
Али Ахмети на неколку пати повикан да разговара во канцеларијата на Хашкиот трибунал во Приштина и не завршува. И еднаш во Хаг. И еднаш во Хаг. И не завршува во Хаг со таа група на Хашим Тачи. Што ќе рече дека меѓународната заедница сметала дека Али Ахмети има уште незавршено работа во Република Македонија. Јас тоа така го гледам, не мора да одговара на вистината, но јас тоа така го гледам. И му дава 4-5 години дополнителни да може да ја заврши својата работа. Што Али Ахмети не заврши за странците во Македонија, за тие да му се на некој начин љути. И да се дистанцира, да не застанува така цврсто зад него како што застана изминатите 20-25 години. Од моја перспектива, не мора да значи дека мојот став е изграден врз основа на некоја информација, но од дистанца гледано, мислам дека половично ја заврши работата Али Ахмети, кога Македонија е во прашање да се етаблира, да се консолидира. И да не представува потенцијална бомба и жариште на Балканот. Зошто една од најнеуралгичните точки на Балканот е Македонија, тоа сите го знаеме. Успеа, значи, Македонија да се осамостои, да не се распарчи, подели, да остане во сферата на интересот на западните сили, САД, НАТО, Европска Унија, да стане членка на НАТО, но не успеа да го заокружи процесот и со членство во Европската Унија, дури и со блокада. Кога сме тука, од моја гледна перспектива, мислам дека грешките... Тој имаше Бојар Османи, да, министар за надворешни работи. Па и не беше случајно. Не беше случајно Османи ставен на чело на Министерството за надворешни. За да може тој проект да се заокружи. Бидејќи две имиња беа во игра, Бојан Маричич и Бојар Османи. Бојан Маричич оди за вице-премиер за европски, Бојар Османи оди. Од вице-премиер го стават министар обратно. Тој процес, значи, требаше да се затвори. Од моја гледна перспектива, грешката е во чекори. Мислам дека тогашното парламентарно мнозинство не го имаше на ум фактот дека не располага со 2/3 за да го смени уставот. Се прекомбинира, се пресмета. Или премногу очекува од ако еднаш помина со 8 пратеници, дека ќе помини. Тие очекува дека сценариото на промената на името ќе им се повтори и со измените на уставот, односно промената на преамбулата и внесувањето на бугарското малцинство во преамбулата. Тука се преценија. Кога го сменја името, да, тогаш ова им изгледало како многу ништо. Минорен проблем. И тој минорен проблем станува главен проблем. Станува главен проблем. Тоа е едно, и второ, мислам дека да ги имале сите аспекти во предвид со што може да се соочуваат во ситуација кога ти имаш 63 пратеници, а ти требаат 80 најмалку. Тие требаше, ако ништо друго, да издействуваат рамка во која уставните измени ќе бидат со одложено действие. И тогаш мислам дека ќе се заокружеше целиот процес. Тука мислам дека тука е да рекнам. Тоа што ме замера. Тоа што не успеа. И после обидите тоа да го направи, еве, како што велите со Груевски и со ова Сона, мислам дека беа целосен крах, бидејќи не успеа тоа да го обезбедат, уставните измени да се изблокираат, СДСМ да ги изгуби катастрофално, да не може со изборите, да немате реално опозиција кај македонците, односно да се дозволи оваа доминација целосна на ВМРО. Сега има некоја теза која вели дека единствен Али Ахмети има организирана структура. Дел на институции, дел на терен и така натаму, дека Сорос единствено преку Али Ахмети може да влие на одредени процеси во Република Македонија. Ако Сорос влие на одредени процеси преку Али Ахмети, тогаш му дава меѓуетничка димензија. Значи, ако ја прифатиме таа претпоставка, нели, или теза, значи, тогаш и процесите на рушење на власта би имале некоја меѓуетничка тензија. А ВМРО ДПМН е посакува второ полувреме за реванш 2001 година. Велите,
Не мора да има војна со звецкање на оружје или со пукање, но војна постои, неприфаќање на уставот и така натаму или непочитување на уставот. Што вие проценувате? Политичка војна има, нема вооружена Војна. И второ полувреме, според мене, веќе имаме блокирањето на евроинтеграцијскиот процес, рушењето на основните столбови на Охридскиот рамковен договор и сето тоа значи враќање на почетните позиции. Зашто видите, ако вие чепкате по законот за употребата на јазиците, ако чепкате и веќе ги поништија сите одредби од законите кои го уредуваа правичното и соодветно застапување. Ако веќе најавувате дека ќе се чепне и Бадентеровото мнозинство, што ќе останува од Охридскиот рамковен договор? Сигурно. А кој ќе ги застапува интересите на албанците во власта на Република Македонија? Изет Меджите е градоначалник на Чајре. Гледате, бил Бојар Османи, бил Артан Груби, Фатпер Бесими, ние сме ги знаеле. Да. Сме комуницирале, сме се волели така натаму и така натаму. Сега со извлекување на Изет Меджити од вице-премиер, од извршната власт во локал и изолирање на ниво на локална самоуправа во Чаир. Да, значи вие немате репрезент на моноетничка влада. Нема Армен Таравари, нели кој бил претходно, го нема Изет Меджити, било Касамије во Тетово. Исто Значи маргинализирана на некој начин на ниво на најголем во наводници град во наводници албански, но маргинализиран. И што вие имате сега во моментот? Значи во моментот после 34 години е во најлоша позиција албанскиот политички фактор во Република Македонија. Представувањето на дуи, албанскиот интерес. Дуи и концептот изборите да бидат референдум ги изгуби сите општини каде што трчаш. Кичево болен пораз, Сарај болен пораз, Гостивар не може да се избери кандидат. Од Чаир до Струга, вклучувајќи ја и Кичево како главниот адут на кој му е на 20 километри од Заез, значи губи, и имате Влен Вреди кој нема никаков капацитет во извршната власт, сега е Влен Вреди во позиција во која беше СДСМ во влада со Дуи со Али Ахмети, сега е Влен во влада во многу полошо. И имате едно ВМРО која ги има сите капацитети. Ги контролира апсолутна власт. Апсолутна, доминантна. И кој најверојатно нема да оди на предверими за да не му фрли гума за спасување на Али Ахмети, да може да победи. Имате ВМРО кој го не само го диктира темпото на настаните и политичкиот тон, туку во градењето на тие политики апсолутно нема никакви препреки странични. Целосна доминација. И тоа не, по моје длабоко убедување, не е интерес прво на ВМРО, секако и на државата. Не можете вие да ги маргинализирате до тој степен албанците, да немаат никакво влијание врз градење на политиките. Не албанците, да ги маргинализират сите кои не се ВМРО-вци. Да. Значи, цела власт, цела одговорност, се во нивни раце да биде. После извесен период ти се враќа како бумеранг. Бидејќи создава критична маса од другата страна, како опоненца на вашето владење, кое сега е слабо, но со текот на времето го храните со вашата доминација и таа да стане силна и еден ден да... Збери, гледате, албанскиот фактор и присуство на албанците во власта било секогаш основа за креирање политичка нестабилност во Република Македонија. Слободан Богоевски, Павле Таранов, нели, јавно кажуваат како е растурале силната ПДП, која беше многу посилна во власта отколку што била Дуи. Па паравојска, па многу паравојска, па Илирида, па не знам, па Мендух Тачи, па Армен Џафери, па Тетовски и така натаму и така. Значи тоа никој не го демантира. И во оваа емисија, во ова студио го каже и Павле Таранов и Слободан Богоевски, и тие веќе не крие дека тоа било нивни концепт. Па настаните Тетово и Гостивар. Конфликт навидом да се скрие постојната девалвација на денарот која е направена некад почетокот на јули, вие бевте дел тогашна извршна власт. Па избори во Тетово и Гостивар, локални избори, кога касапана се случува, прегласување, пукање, тензии, тие врз база на тоа правите
заедничка предизборна коалиција 14-11 со ДП. Па ДП влегува во власта по 2 години, односно 2,5 години случува војна во Република Македонија. Па имате криза 2006-2008 година, сега албанскиот фактор нема капацитет да се бори да ја условно речено видоизмени таа минорна позиција која имате во власта, бидејќи немате ни владен, немате ни сериозен или имате дестабилизиран опозиционен фактор во делот на Албанија. Што сега може да прават албанците во таква ситуација? Васко, јас кога зборев пред малку за улогата на Дуи Али Ахмети во претходната влада и кога зборев за тоа дека многу повнимателни требале да бидат и Ахмети и Дуи, како настапуваат, како македонецот ги перципира тие случувања и тие феномени кои се случуваат. Значи мора да водиш сметка за другиот. Не живееш сам на овој простор. Македонецот ги пренебрегна обвинувањата за 100 дивоград Бивочаир, само да го казни Али Ахмети и да го казни Бујар Османи. Истото треба да го има на ум и македонецот кој владее со дека не смее да ги гази и да ги маргинализира до тој степен. Се чувствуваат ли албанците маргинализирани? Да не ги сврлите целосно од игра. Зошто гласат за влени за вреди ако се чувства така маргинализирани? Гледате влени вреди. Ќе ми дозволиш само ова теза да ја заокружам. Да, клучна ви е, да. Значи, мора премиер, председател на држава, извршна власт, да води сметка како се рефлектира начинот на владење, потиснувањето на овој фактор, дефакторизирањето ќе се одрази и како ќе се перцепира, зашто тогаш почнуваат процеси тамо да се одвиваат кои после се враќаат многу негативно и во однос на стабилноста. Мислите дека Мицковски е перцепиран негативно кај албанците? Мицковски треба да води сметка за овие прашања. Ете, Мицковски се обраќа на албански јазик. Не зборам дека Мицковски меѓу први круг, втор круг лани на изборите се појава во штабот на Влен заедно со најтесното раководство на ВМРО. Значи Мицковски тоа успева да го продаде како лична војна со Дуи и со Али Ахмети, а не војна со албанците. Ама тоа е стратегија сега да се разбереме. Ви мислите дека со албанците? Зашто така поминува полесно кај албанците. Тоа значи дека Влен и Вреди се соизвршители на таа стратегија на Христијан Мицковски. Последните избори покажаа дека единствен победник на изборите е ВМРО-ДПМНЕ. Не е победник ниту Вреди, ниту Дуи, ниту Трет и Немаш. Бидејќи Господин избери. Зошто е, дозволи ми, ВМРО единствен победник? Бидејќи во општините со доминантно македонско население успеа да ги добие скоро сите. Кај албанците направи една нова конфигурација на застапување на албанците. Со директно учество на ВМРО-ДПМНЕ во Струга, Кичево и Годоби, во Тетово, во Сарај, во Чаир, во сите Албанец општини. може да владее на локално ниво ако е прифатен од ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е концептот. Тоа е концептот. Меѓутоа, тој концепт има и контраконцепт. Ако тоа е така, тогаш мора ти да внимаваш тој што го поддржуваш да биде и фактор. Ако ти го дефакторизираш, го донесиш и го претвориш во инструмент, во англиска кралица, во инструмент, тогаш тој нема да се прифати од Добро, мислите дека е концепт за дефакторизирање на Али Ахмети? Они одат дел по дел и го демистифицират Али Ахмети. Тезата на Али Ахмети дека не може власт без Дуи, власт една година нема власт, односно има власт без Дуи. Али Ахмети е чесен, афера Соравија, афера блиски, внуци, деца и така натаму. Трета, дека Али Ахмети се грижи за своите соработници, гледате ги пушта низ вода само тој да го заштити имотот или кога сме. Значи дека Али Ахмети ќе побара предвремени избори, дека тоа ќе биде основа да влезе власта не. Значи секоја точка од политиката на Али Ахмети одат чекор по чекор заедно со структурите на Влен и Вреди и ги раздробуваат, ги демистифицираат, ги Ама јас мислам дека нема сомнеш дека
цел на ВМРО ДПМН беше освен да ги добие изборите и да освета за 2017 за предавството 2017 година предавство на Али Ахмети и коалицирањето со СДСМ. Тоа мислам не се доведува во прашање, тоа е точно, апсолутно. И кои беа тезите на Мицковски на парламентарните избори 2024? Дека дојде оди во опозиција. Така, и тој го реализираше. Да. Мислам, тука нема сомнеш дека тоа им беше целта, дека во голем дел е и остварено, и со добивање на Кичево, и со Струга, и со целата нова конфигурација на локалната власт. Тезата мене ми е, ако веќе градиш таков, мора да водиш сметка. Сега да кажете дека во процесот на на ремакедонизација и на деалбанизација, кој се случи на локалните избори, Кичево, веројатно Куманово ќе биде понатаму, Струга и така натаму, дека има Брвеница, има многу општини кај што имаше изненадување. Албанците победуваат во Чашка, но го губат Кичево. Да. Или губи дуи со структурите во Струга, значи кандидат човек на Мицковски. Губат Брвеница, губат победува и така натаму. Да. Дека тоа рамнотежата е нарушува. Да, бидејќи што се случува по изборите? Во X општини се создаваат мнозинства во советите, каде што коалицира ВМРО со Левица, со СДСМ и ги изфрлува влијание. А тие влијан си ги поддржал на изборите. Чај да кажа дека сега Али Ахмети ќе биде опозиција. Не, му даваат храна на Али Ахмети. На Али Ахмети. Во бутел го изфрлија кандидатот. А се очекуваше дека влијан ќе го добие преседавачот на Советот. И како коалицират, дозволи ми, коалицират ВМРО, Левица и те немаат проблем со коалиција, со тендери, со пари. Имаат проблем на персонално ниво. Исто се случи во Брвеница. Иако ризикуваше, жртвуваше влијан, му откажа поддршка на нивниот кандидат кој беше во втор круг во Брвеница со ВМРО ДПМН. Само за да не ги да не ги иритира ВМРО ДПМН. И што прави ВМРО ДПМН? Со СДСМ формираат мнозинство, влијан е надвор. Да не ви зборам, истото се случи во Кичево, истото се очекува да се случи во Струга. Значи, мора да внимавате на тие процеси. И што по вас ќе се случи? Гледате, имаме ние тиранска платформа 2017, па 2023, 2024 година имаме приштинска платформа, за која никој не говори, но е приштинска платформа. Курти платформа, да. Курти платформа. Сега ние можеме да ни е мило или да не ни е мило, Еди Рама е новата звезда на балканската политичка сцена, Албанија станува сериозен фактор на балканската политичка сцена, а Еди Рама и Албанија играт на картата на Али Ахмети. Направија се Арбен Таравари да го извадат надвор од власта и го извадија, и втората фаза беше Али Ахмети да биде дел на власта. Али Ахмети ги изгуби локалните избори, клучните општини, но има 20-30 илјади гласови повеќе од структурата на влијание или структурата на вреди. Ако сега Мицковски направи предвремени избори, политички во наводници, девастирањето Али Ахмети ќе му даде шанса да може да се врати во игра и да го внесе во власта, што тој очигледно не го сака, тоа ќе значи влез уставни измени така натаму и така натаму. Што Тирана ќе прави? Тирана точно е дека станува клучен фактор во регионот. А Еди Рама станува омилена звезда на меѓународната заедница. Во Европската унија е прифатен. Гледате по која брзина, што не се случувало порано да ги отвори сите поглави. Дури дело стави машна, отиде во Брисел. Да, го чекаат во Брисел и секде кај ќе се појави малте некако неприкосновен во регионот. Со Италија, да не збориме, имаше меѓувладина... Беше пред 10 дена. Да. И целиот кабинет негов комуницираше на италијански на свадба ќе синот на Сорос. Значи двете страни на сериозно ниво. Значи не може да се занемари улогата на Еди Рама.
И тука во хотел Хилтон средба со Али Ахмети. Да. Исклучително срдечна. Мината Тоа не може и тој факт треба да го има на ум секој. Курти не може да биде пандан на Еди Рама. Прво е изолиран од страна на меѓународната заедница, доведен до ситуација да му стават санкции. После 6 месеци едва и да може председател на собрание. Да конституира собрание. И еве влада не може да конституира, ќе се оди на нови избори. И реално се очекува негов понатамошен пат на локалните изгуби. Приштина ја доби Демократскиот сојуз и Значи на рати ќе го намалуваат неговото влијание учество. очигледен е неговиот пат. И значи не можете вие да направите контратежа на Еди Рама со Приштина и со Курти. Мора да го имате во предвид овој факт. Дотолку повеќе што Тирана брзо чекори кон полноправно членство во Европска И што во таа ситуација? 2027 они треба да ги затварат преговорите. Тоа е планот и амбицијата. Бидејќи им треба успех Да. на Европа. На Европа и треба еден пример за успех. Пример на во и регионот. тоа го истакнуваат. И то не го кријат. Не го кријат. Тезата дека не мрзат всушност ќе падне во да, вода. Сакаат да те демантираат, да. Те демантираат преку Црна Гора и преку така. Албанија. И сега замислете ситуација да стане членка и Албанија и вие да имате таков однос. И што ќе бидат албанците ве? Или да вие правите 93-та година, вие ќе бидете Република Српска или ќе бидете Косово? Кога Албанија ќе влези? Кога Албанија ќе влезе? Видете, албанците мнозинството. Ако велите 2001 рекле на Али Ахмети, тоа не е наш проект да, за подалбан. да. Може ќе им пукни филмот и ќе речат наш проект е. Доминантен став на албанците е дека не треба да има во Македонија внатрешни граници. Автономии, федерализации и така натака. Или бизнисот им оди и Струмици имат и Не, Гевгелија и толку е измешано населението кај нас, што тешко може да се изведе таков процес и тој би бил спротивно на интересите плюс на двете 60 до 80.000 турци кои се доселени во изминатите неколку години во Македонија. Така да такво становиште не поддржува албанското население. Но во исто време е и против овој застој на евроинтеграцијските процеси. Кој нема навестување дека може да биде надминат. Барем јас не гледам. На средби кој Мицкоски ги има со блиски негови пријатели, соработници, тој е категоричен дека во ваков амбиент не размислува за Ако се суди од изјавите што ги изнесуваат, додека сум јас премиер. под вакви услови нема. Види, он е внимателно. Тој всушност го зема македонскиот народ како заложник, како реденик ке Што вика? Под вакви услови. И дека значи Македонија може да влези без македонци. Да, што апсолутно не е така и не држи. И не може да има таков процес. Но ако се следат неговите изјави дека нема да има уставни измени под вакви услови, тоа значи дека он треба да се избори за нови услови. А кои се новите услови? Прво, гаранција дека нема да има дополнителни. Во процесот нема да има дополнителни барања кои ќе се претварат во вето или уставни измени со одложено дејство. Тие се двете можности. Тие се двете можности. Според мене, поизводливо е уставни измени со одложено дејство. Дали Бугарија ќе го прифати тоа? Се сомневам. Но дали може да се разубеди Европската заедница, Европската комисија, дека навистина тоа би бил fair deal? Ете, Усман Забири, што е проблем? Што се дека постои такво колебање, дека може би ќе му помени тоа на Мицкоски и мали охрабрување од страна на меѓународната заедница, тој никош нема да направи вакви уставни измени. А од друга страна, таа меѓународна заедница не може да изврши притисок
врз бугарите и ние сме во еден Додека Ќорсока- има ваков начин на одлучување, не може да изврши. Затоа немаше вето Зашто кога тие беше се обезбедени со... Затоа немаше вето кога беше Да. приемот во НАТО, бидејќи тогаш американците можеа да одат и да делуваат, сега тоа не е случај. Тоа не е случај. Британија е надвор од од Европска унија. ЕУ. И останат Франција. Да. Значи велат дека има само 3 држави, тоа е Франција, не. Германија и Полска, кои имаат капацитет да направат некаков притисок, гледам не се вклучуваат ни И една. затоа култура. нема мрднување на процесот. Иако лично мислам дека индиректно ги подхрануваат некои надежи изјавите дека нема да има нови Барања, услови, нема условување. да. Но тоа не е доволно да го каже Марта Кос. Требаше да има Или- изјава на бугарска страна, темо, еден почесен конзул темо. кој не стана почесен, и ветуваше ке вам да помне дека тој ќе може со своето бугарско влијание Од таму тоа бугарска да го страна е издейства. потребно тоа. И тоа цврста гаранција. Доколку го изведеме овој процес како што сме договорени, нема понатака друга блокада. Но за сега од таму Нема. нема. Последно прашање. Општина Чаир велат 5 милиони евра потрошени. Не постои долг, кладилници, брзи кеш кредити и така натаму, кој не бил вратен. Иако Дуи владееше во Скопје, преку Даниела Арасовска, преку таа коалиција со која владеја во Скопје, Изет Меджити владееше во Чаир. Дуи уште минатата година ги имаше сите докази за Висарганив. Се знаеше дека се студи во градби и повеќе студи во градби, не ги искористи на ланските избори, ги чекаш овие локални избори. Значи пари и пари беа фрлени во кампањата на Изет Меджити. Веројатно најскапа кампања, теренска кампања. Јас за тие пари немам докази, немам аргументи, не можам ни да ги потврдам, ни да ги негирам, но знам нешто друго. Дека локалните избори не беа фер. Зошто не беа фер? Како вие пред изборите се задолжувате Унгарски кредит, во една ЕУ земја, конкретно во Унгарија, зимате 250 милиони кои ги дестинирате за локални избори, за општини, локална власт, локална власт, За која комунална патем доминираше. во МРДПМ. Значи, апсолутно и мене ми беше дури и нејасно, неразбирливо како најскапи локални Не. избори во историја на СДСМ Македонија. и ДУИ тоа не го експлоатира. Ставањето во оптек на 250 милиони во пресрет на избори апсолутно ти го прави нерамноправен надпреварат Така е. учеството Нефер, нефер, изборниот Да. процес. Да не збориме за други случувања во текот на изборите. Чаир беше изоран од канализации, од одводни, од тротуари, од улици, од улички и така натаму. Сталинград за Али Ахмети. Согласно стана Сталинград. изборниот законник, вие знаете дека такви активности Прекинуваат. но тоа се други теми кои тие што се во политиката треба да ги покренуваат. За жал, ќутеше ДУИ, ќутеше СДСМ и резултатот беше очигледен. Кој Мартан Груби, Б. Османи ги изгуби изборите во Чаир, Али Ахмети не најави политичка пензија, но ќе има конгрес, нели, закаже на конгресот на ДУИ. Што очекувате? Па очекувам дека ќе се обиде да направи една реформа која на некој начин ќе ја представува ДУИ како нова реформирана структура, иако не мислам дека до крај ќе може да тие проба излезе. со зелена агенда, па не ја реализира Не зелената сум да агенда. многу оптимист дека ќе успее Со до крај ваква тоа. пратеничка група До не толку може повеќе Али Ахмети да не направи. може да очекуваме Ќе ги чека предвремени некои или редовни избори. спектакуларни резултати. Фала многу. Одлично интервју, кажавме многу работи и мислам дека публиката ќе ужива. Се најдобро. Благодарам. Ово беше интервјуто со Насер Зибери, 1 час и 42 минути, уште малку па полнок, понеделник, ако ви се допадна ова емисија, вторник вонредна политичка анализа, недела ново интервју, до вторник и до недела, пријатно вечер Македонија, каде да си.